Дојде пролет, ама не за сите. Минималната плата од април повисока за 2400 денари, но усогласувањето на платите за вработените во јавниот сектор под ризик. Од Конфедерацијата на слободни синдикати алармираат дека власта повторно ги изиграла работниците, кои се посиромашни и не го почитува законот за минимална плата. Имено законите со кои би се укинало усогласувањето на платите во јавниот сектор, согласно растот на минималецот, повторно се најдоа на собранискиот календар за идната недела. Работниците ги повикуваат пратениците, како што велат, на здрав разум. Денеска сме тука да ги повикаме сите пратеници во собранието, на недела дена пред распуштање на собранието, да не прават никакви манипулации и пред се морам и да бидам малце вулгарен и глупости, да го укинат она право што е круцијално за работниците, линеарното покачување на платите на дел од јавниот сектор и подоцна да се случи она усогласување на платите согласно колективните договори во другите сектори. На Економско-социјалниот совет, каде се дискутираше за растот на минималецот, на маса бил ставен и предлог владата да ги повлече законите од собрание и препорака да се направи усогласување на платите во јавниот сектор во рок од 6 месеци. Поддршка за ова дошла само од техничкиот министер за труд и социјална политика Ѓоко Велковски, но замениците министри за економија и за финансии, како и вице-премиерот Фатмир Питики, не го слушнале гласот на работникот. Предлагачот на законот за административни службеници веќе не е член на владата, иако продолжат да туркаат таков закон со нелегитимен предлагач, мислам дека ќе направат уште едно кривично дело. Бараме да се почитува работникот, бараме да се почитува социјалниот диалог, да развиеме еден сериозен социјален диалог, затоа што во време и невреме треба пред се да го почитуваат работникот, и треба да им биде јасно, но и да не почитуваат како луѓе и граѓани на оваа држава, а не на таков дрзок начин да отфрлаат све што е согласно законите. Доколку поминат законите, тоа ќе значи дека во одредени сектори ќе има вработени кои ќе земаат плата под законски утврдениот минималец. Според најновото покачување, околу 27.000 работници од април ќе добијат минимална плата во износ од 22.567 денари на нивните сметки. Со покачувањето треба да се усогласат и порастат платите на околу 35.000 каде што има колективни договори. Синдикатите вчера побараа во првите 100 дена од новата влада да има ново покачување, затоа што платите не го следат трендот на раст на трошоците. Инаку, според пресметките на ССМ, Македонија е на дното по висина на минималец според земјите во регионот. Трудот помалку се вреднува само во Босна.